Почитувани представници на медиумите, во кругот фабрики сме во Штип, каде пред само неколку дена и беше ставен клуч на уште една фабрика, чии работници останаа без плата, без здравствено и пензиско осигурување, без социјална безбедност. Со Христијан Мицкоски и ДПМН фабричките погони се празнат и се затвораат. Работниците остануваат на улица. Индустриското производство во Македонија паѓа, а за една година бројот на работници во индустријата е намален за 2,6%. Ова е резултатот на лошите економски политики на владата на Христијан Мицкоски и ДПМН. Со овој податок станува јасно и се потврдува дека и индустријата е во лоша состојба. Најсилен удар има во преработувачката индустрија, каде има пад од 2,7%. Но ништо подобра не е ситуацијата ниту во рударството, каде има пад од 1,7% и во енергетиката, каде има пад од 0,6%. Странските инвестиции се преполовени за само една година. Од јануари до август, падот на бројноста изнесува 3,8%. Овој пад е директен резултат на лошите економски политики на владата на Христијан Мицкоски и ДПМН. Без план за индустријата, без предвидливост и без сериозна поддршка за инвестициите и за индустријата во оваа земја, економијата и понатаму ќе продолжи да биде во ризик. Но ова не е единствен проблем во економијата. Прво, нема реално зголемување на платите. На хартија нешто се менува, ама во паричникот ништо. Инфлацијата го јаде секој денар. Стандардот паѓа, кошницата поскапува. А владата не убедува дека сме биле 4-та или 6-та економија во Европа. Второ, нема контрола на цените. Основните продукти се недостапни за најголем дел од граѓаните, за илјадници семејства. Маржите не се контролирани, инспекциите молчат. Ветуваа контрола на цените, а не направија ништо. Кога потрошувачката моќ тоне, јасно е каква е состојбата во економијата во земјава. Трето, економијата стагнира. Падот кај капиталните производи е 7,1%. Тоа значи стопирани инвестиции и одложени набавки на машини. Тоа е јасен знак дека индустријата нема доверба во насоката која што ја води владата. Четврто, енергетската политика е хаотична. Сметките за струја останаа високи, договорите непредвидливи, а компаниите ја губат конкурентноста. Во вакви услови нема нови работни места, она што го гледаме е дека има само отпуштање. Пето, администрацијата е партизирана. Процедурите се бавни, повратот на данок на додадена вредност доцни, извозниците чекаат. Кога државата кочи, економијата не може да оди напред. Нашата порака е едноставна. Ова е владин неуспех. Секој ден без промена значи нови затворени производни линии, нови отпуштања и нов семеен траор за многу семејства. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара веднаш план за стабилизирање на индустријата и стандардот, итни мерки за предвидливи енергетски договори за индустријата, за јакната контрола на цените во основната кошница, реален социјален диалог за плати што ќе ја победат инфлацијата, деблокада на капиталните инвестиции и партнерство. Партнерство со извозниците и оние кои што инвестираат. Ова е минимум што владата мора да го направи ако воопшто има некаква намера да спречи понатамошен економски пад. Дотогаш, ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе бидеме гласот на работниците и стопанството. Индустријата не смее да биде оставена сама. Граѓаните не смеат да плаќаат за промашувањата на Христијан Мицкоски и ДПМН. Благодарам.